Врсничкото насилство зема замав во загрижувачки размери. По последниот случај во Скопје, каде деца на околу 8 годишна возраст сред белден во парк најпрвин психички, а потоа и физички малтретирале девојче, родителите гневни сугерираат проблемот да се подигне на највисоко државно ниво. За немилиот настан, кој молскавично се прошири на социјалните мрежи, следува лавина реакции и сведоштва на родители. Деца на возраст од второ и трето оделение психички малтретираа најверојатно со класничка. Со зборовите дебела, глупава, смрдиш и што уште не. Ситуацијата ескалираше кога девојчето се сокри во една од играчките и почнаа да ја тепаат. Девојчето ми кажа дека тие 5-6 машки секогаш се однесувале така со неа. Не знам дали нешто предходело, но знам што видов. Враќајќи се од работа, мојот 10 годишен син го најдов со лицето на земја, две деца крвнички го тепаа со клоци. 5 годишно дете почна да го турка моето 3 годишно дете од лизгалка. Моето дете е со аутизам и не разбира, сакаше само да си игра. Врсничкото насилство е сериозен општествен проблем, за кој ниту една институција не се занимава сериозно, пишуваат родителите. Мораме да признаеме дека се навикнавме да живееме со насилство, како тоа да ни стана дури и рутина, што е крајно поразително, како за секој поединец, така и за институциите и општеството во целина, велат експертите. Мора да се детектираат вакви состојби предходно. Насилни, така натака побуди од поединци во училишта и слично, бидејќи сега младите се излезени од системот на една сеопфатна, системска, државна стратегија за нивни развој. Тие секогаш учат од интернет, секогаш повеќе гледаат оние работи кои што повеќе ги возбудуваат, насилство и слично. Нашето однесување е рефлексија на она што сме го научиле во семејството како институција, училиштата и другите релевантни институции. Навистина треба да бидеме побудни. Прашањето за ова најрелевантните фактори треба не посериозно, туку поалармантно и поимперативно да го прифати. Нашите соговорници предлагаат, по примерот на Данска, во училиштата да се воведе наставен предмет емпатија. Само така децата ќе научат да бидат сочувствителни, бидејќи сега нема училиште во држава каде нема случај на врсничко насилство, кое и ние како поединци и држава молкум го гледаме, наместо сите да понесеме одговорност. Кампањите кои што се прават не ги даваат посакуваните резултати. Работите треба од корен да се менуваат, додаваат експертите.